Сточарите кои во 2023 и 2024 не добиле субвенции, иако ги исполнувале условите, ги добија за останатите средства, информираат од платежната агенција. Паралелно со ова, исплатени си обврските кон земјоделците од програмите за истиот период. Од агенцијата посочуваат дека се исплатени околу 1 милиарда и 400.000 денари за останати обврски. Дополнително до Трезорот доставени се уште 540 милиони денари, средства кои се очекува да им бидат исплатени на земјоделците до крајот на месецот. У преговори сме во висина на средствата кои што ги имаме да исплатиме мерки кои што претежно биле засегнати и немаат со години земено субвенции. Таква една таргет група ни се сточарите кои што беа во 2024 година со мерката половично исплатени или некои воопшто не исплатени, да дадеме предност на одредени категории за да може тој период кој што трпеле неисплата на субвенции 2-3 години, да го сега покриеме и да не дозволиме изумирање на одредени гранки во целиот овој процес. Неизвесен откупот на јагниња пред великденските празници. Сточарите велат дека се соочуваат со сериозен проблем. Ниската откупна цена која во моментот се движи од 230 до 250 денари не ги покрива ниту основните трошоци. Според нив килограм жива мера треба да се продава по 300 денари. Тешко многу. Јагнато више расте, цената е многу малце, многу ниска е и на секоја страна сме у лоша ситуација. Пред сточарите од Карбинскиот регион од платежната агенција беа презентирани новите измени во програмата за директни плаќања, со кои, како што беше посочено, треба да се стимулира домашното производство на храна. Во иднина ќе се следат европските трендови, односно субвенциите да се насочат кон реалното производство, наместо да се доделуваат само врз основ на обработливи површини, бидејќи досегашната пракса покажала дека токму во овој сегмент се прават и најголемите злоупотреби.